Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem. Dobro večer ili prijetno popladne, kako vi je pomilo. Milenko Nedeljkovski od studio to broj 1, glavno to studio, golemo to studio na televiziji, na radio to Slobodna Makedonija, što se navlja ovdje kao v centru od nagrada odvednaš protiv CK na SKM, poranešna Centralni komitet na Sojuzna komunistina Makedonija, a сега во овој момент парламент на Република Македонија, кој ги чека изборите на 11. Има таму влада, која е со премиер кој е задолжен да ги подготви изборите, и целата влада е техничка во овој момент, односно ги подготвува изборите за после 11. Оние што ќе победат или оние што ќе соберат најмногу број пратеници да може да формираат нова влада, и тогаш од овој овдека, од ова студио, да ја гледаме таа нова влада, според мене и според сите сознанија и она што може да се види на испитувањата од најразлични компании и фирми, ќе се работи практично за истата власт која и во минатите 10 години успешно е води оваа држава, без разлика што е целата држава притисната од меѓународен фактор, од домашни предавници и платеници на странски служби, од најразлични фрикови со најразлични ориентации, политички, сексуални, секакви. Без разлика на сето тоа, гласачкото тело е стандардно и постојано и стандардно има истата доверба и кон политичарите како поединци и кон политичките партии како едно политичко собирање и организирање во рамките на една демократска држава како што е Република Македонија. Ајде пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Вие денеска заедно со мене ќе мора да ги слушате изведбите и композициите на Adams Sisters, како би пробал да бидам политички коректен, иако и веројатно сум сега најкоректен, и меѓутоа мора да кажам дека ако земеме во предвид изборите во Соединените Американски држави, музиката на Adams Sisters е многу поблиска до Трамп, отколку до Хилари Клинтон, и тој дел баш не ми прави најдобар баланс. Меѓутоа, подруго во овој момент не можам да понудам. Adams Sisters, што би рекол мојот покоен татко, тоа не е мојата музика од младоста, иако мислам дека беше неговата музика од младоста, туку е тоа музиката на дедо ти, односно на татко му од младоста. Нешто што подсетува на години на огромен напредок, развој, наплив на се што вреди од таа страна на океанот, од Америка, од Соединените Американски држави. Тоа е музика која многу ја слушаат војниците од Соединените Американски држави кои земаат удел во Втората светска војна. Некои гинат, некои стануваат сакати, некои преживуваат, па стануваат херои. И тоа е така една музика која носи во себе некако, како да кажам, носи во себе еден оптимизам, носи во себе една така радост, една крајна цел. Меѓутоа тоа така било пред 60, 70, 80 години, пред многу години. Сега е некое друго време, меѓутоа ете јас отидов назад за ги сакам овие квартети, секстети, октети и така натаму.
Некој пеат а капела, некој се со музичка придружба, како што се Adam Sisters, и не верувам дека некој така ги емитувал баш како што сега јас ги емитувам денеска. Тоа е, сакам да кажам, во една емисија само од нив музика, велам, меѓу другото, за да бидам политички коректен, па кога ќе емитувам некоја друга емисија, песни на хорот на Красна армија, на Црвената армија, па тамо Калинка, подмосковски вечери, вамо тамо, ќе се повикам на Adam Sisters и така ќе бидам и избалансиран, за да си немам проблеми со балансот и со балансирањето, па да не морам да одам на вулканизер. Adam Sisters во Миленко Неделковски попладнево радио шоу во среда на 19 октомври оваа 2016 година. You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. А кога су веќе кај овој Adam Sisters, односно не кај нив, туку кај балансираноста и кај политичката коректност, морам да кажам, или ако сакате да признам, дека овој викенд бев во Париз на покана на организаторот на митингот против тероризмот, кој се одржуваше на плоштадот Трокадеро. Тоа е плоштадот каде што се наоѓаат музеите за филм, музеите за театар на Франција, и е веднаш спротива Ајфеловата кула. Баш е тоа онај плоштад каде што кога го освоја Хитлер Париз, доаѓа да се покаже, да се слика, да каже дека ете ја покорил Франција. И велам бев тамо и направив неколку контакти за своји емисии, интервјуа во текот на 2017, кои ќе бидат, меѓу другото, и со едно од најблиските советнички на Доналд Трамп, која во тој момент беше на пат за Белорусија. Во Белорусија се држи предавања и ќе учествува неколку дебати, и во тој нејзин прелет практично преку свој пријател и нејзин пријател, значи наш заеднички пријател, ја обезбедив нејзината согласност за интервју со мене на термин кој ќе го договориме во 2017-та. Меѓутоа имав можност и да малку направам муабет. Интересно е дека таа која е, значи, Трампова службеничка, да кажеме, не службеничка, но советничка, изрази многу голема сомнеж дека Трамп воопшто ќе победи, односно смета дека Хилари има многу повеќе шанси од причина што еврејското лоби е зад неа, а е флагрантно против Трамп, односно дека Трамп ги има налутено евреите со тоа што им кажал: вие не може да ме купите, имам доволно пари, не ми требаат вашите. И таа смета дека е тоа прекретница, значи не се, да кажеме, муслиманите, не се обоените, не се латино, не се африканерите, не се другите вери и така натаму, туку таа смета дека главниот проблем доаѓа од пресилното еврејско лоби. Тоа е што се однесува до овој дел околу коректноста, односно политичката, или како веќе се вика, коректност. Меѓутоа, она што да се вратам малку сега дома, малку да си помуабетиме за нас. Она што ми привлече внимание е обзнаната на Здравко Савевски, тој некогаш се кажуваше дека е професор, член на президиумот на левицата. Президиум, тоа делува баш онака СССРовски, Советско-сојузски, СФРЈовски, Титовски, Брионски, значи членот на президиумот на левицата, иако самата левица, за да има президиум, треба тоа да има широка база, а таа не постои. Меѓутоа, ете, нека е така. Значи, членот на президиумот на левицата, Здравко Савевски, констатирал дека е неможно сите антирежимски, тоа се значи контравамаровски партии, да бидат обединети, и дека
опозицијата ги игнорирала таквите иницијативи нивни и на други антирежимски партии и дека тие заради тоа ќе одат сами на избори. Ова, ако го преведеме на општ вака наш разбирлив јазик, значи дека Здравко Савевски е уште еден од тие што е набркан, напуштен и оставен, пуштен низ вода со оној прочуен звук на казанчето во тоалет, клонк, 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 и е оставен да си замине тамо каде што и од секојаш припаѓала, тоа е на некој џубриште, дури не е ни на историјата, него на дневната политика. Па така Здравко Савевски ја доживува судбината на Ивон Величковски, ја доживува судбината на Павле Трајановски, на Павле Трајанов ја доживува судбината на Јове Кикеновски, на еден куп такви, на Љубе Бошковски, така на еден куп такви партии кои едноставно овој изборен циклус 11 декември ќе ги избрише од сцената, ќе останат само тие од президиумот, еден-двајца президиумци, да нешто кажат, па да трчаат новинските или медиумските агенции, па да ги цитираат, а зад нив реално не стои никој и ништо, никаква подкрепа од теренот немаат. Меѓутоа, тоа е само најава дека многу слично, ако не и исто, ќе се случи партијата каде што порано беше председател Жерновски, а пред тоа тамо беше Манасиевски, Гошев и така натаму. Таа партија е готова, а истото ќе се случи и со партијата на Тито Петковски. Едноставно, тоа се испостави дека е баласт на сите. Дел од нив му беа баласт и на ВМРО, да кажеме на СДП на Тито Петковски, Павле Трајанов и така натаму Лиле со дом, а дел од нив беа голем баласт и на СДСМ и сега сакаа да му бидат баласт и СДСМ едноставно се откачи од нив. Или уште по-поразително за такви президиумци, Здравко Савевци, е сознанието дека се отпишани, откачени и сфрлени од било каква можност да коалицираат со најголемата опозициона партија, со СДСМ, на сугестија на странските губернатори во нашата држава или да кажеме оние кои амбасадори кои сакаат да влијаат или според нивниот речник да помогнат во демократизација и исправање на прав пат на Република Македонија. Значи, странците се тие кои советувале вакви некурентни ликови, политички некакви собиранки, тие се нарекуваат и партија, едноставно да бидат отстранети, оти нема да му донесат ништо на СДСМ и очигледно е дека е тенденцијата во СДСМ да влезат само оние кои се потентни, макар и негативно потентни, меѓутоа потентни, а тоа се најагресивните актери на така наречената шарена проституција, тие сакаа да наречат револуција. Очигледно е една страшна чистка на левата позиција на политиката во Македонија, иако во Македонија е многу тешко сега да се каже кој е лево, кој е десно, меѓутоа е страхотна чистка каде што ќе има ред солзи, ред мрсули, плачење, кукање, шмркање, од причина што е јасно дека за сите нема место и јасно е дека еден цел куп од истрошени, небитни, невлијателни луѓе ќе бидат тргнати комплетно на страна. Реални да бидеме, има амбасади овдека исклучително сериозни, кои од големи држави, кои работат
seriozna diplomatija, normalno vo nivna korist, ne vo naša korist, i ta diplomatija ne ostava ništo na slučaju, pravat seriozni istražuvanja i gi ima tija rezultati, ne gi objavovat, sekako gi čuvat samo za nivnite oči, for their eyes only. I tije istražuvanja kažuvat deka od ovije luge što pobrzo opozicijata treba da se oslobodi. To, od druge strane, je stvarno bad news za ovije luge koji se mnogo umisleni, koji vjerojatno nekoliko rodnini, bliski prijatelji ili koji komšija mu rekao, slušaj, prijatelje, ti si najjak, samo ti, nikoj drug. I ovi svi kada pa koga ove 5 duši mi kažele, znači stvarno sam toliko ubav, pametan, zgoden, sposoben i potreben nova država. Ne otišao da proveri poviše od toa, to mu bilo dovoljen pokazatelj, nešto kako što napravi su svojite 1000 lajka na Facebook profesorkata Vankovska, pa potom se izrazili kako predsjedateljski kandidat, kako možna jedna predsjedateljka na Republika Makedonija. Levicata se otarasuva od svojite bolvi, desnicata je maksimalno, odnosno partijata na vlast, najvlijetelna partija v ova država, mora je straotno aktivna i aktivirana na teren po organizaciji, po se i sekoj od njih ja brka svoja ta agenda, to je osvojivanje što je možno poveći glasovi na 11. dekembri. Očigledno je deka levicata i nivnite advisory od stranstvo smeta deka Zdravko Savevski i slični ke nosat na nivnata opcija samo šteta i ništa poveće. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. A od mene se očekuva da govoram sekoja sreda od 17 do 18 časot. Сега има нещо интересно, си има случайно в Белград, па така ми дойде асоциация, значи некое 16-годишно девојче се обидело да се самоубие денеска со скок од така наречениот Панчевачки мост во Белград. И за жал не успева затоа што некој ја здогледува со кола дека сега се фрли, излегува да ја спаси, вика вамо таму да се приближи, таа го фрла ранецот и се джитка во реката доле. Меѓутоа тој човекот што сака да ја спаси дига галама, почна да свира и тоа го гледа од обала, го гледа Ренато Грбич. Тој е многу интересен човек. Вели ала си власник ресторана испод Панчевачкog моста, значи рибар и собственик на ресторан под Панчевачкиот мост, кој годинама спасава самоубијце. Години спаштува самоубијци. Ренато Грбич. Некако не делува баш српски ова името Ренато, меѓутоа, ете, човекот ем е рибар и ем си има свој ресторан и ем тука го гледа Панчевачкиот мост и ако некој рипнал и да го спасува, било многу студено, дувала кошава, тоа е исклучително навистина непријатно. И со 2 чамци одат и ја спасуваат девојката. Потоа со хитна помош да е префрлена на клиника. Меѓутоа, најинтересно ми е едно друго, мислам, среќа што е девојчето навистина спасено. И меѓутоа он кажува дека тоа му е 29 особа, 29 човек, особа 29 која спасува што се джитка од мостот. 29 луѓе се обиделе да се самоубијат и он ги спасува. Реално е човекот светец. Ренато, следниот пат кој ќе идам у Белград, морам да го најдам тој ресторан, да отидам барем едно кафе да се напијам, кај Ренато Грбич. 29 луѓе рипнале од мостот, мислам рипнале може би и повише, меѓутоа за 29 он бил сведок која рипнале, отишол, рипнал, пливал, возел со чамец што и да е и ги спасил 29 луѓе. Тоа вака, ако го преведеме во скопски, на скопски, ако рипаат од камени мост, оној кој може да ги спасува само е Столе Парис
gazdata na Galijata tamo i da ide stole Paris da gi spasi, onaka kako što je ocelio to. On baš bi ovakav delovao stole Paris spasuvački. I kako od Galijata koji ima neko dolna vrata nešto izlez vamo tamo, onake što begale piratite, i da izleze i da ih spasi. Ama kaj nas pa nikoj ne se džitka, kaj nas život ne je tako jeftin, za da se džitneš i da si go odzemeš bez razlika da li se jadite, odnosno teško ti te emotivni, finansijski, zdravstveni, bilo kakvi. Redko koji se džitka, ne segam nikomu da davam nikakov primjer, naprotiv, ne daj Bože, ne je to rešenje, ima drugi rešenje u životu i nema jedene izborot, i politički i ličen, ima mnogo izbori. Jedinstveno čo ne može izbegame da kad umreme nekogaš. Utre ili posle 100 dana ili posle 10, 15, 20, 50 godini. Međutim, drugo sve ima izbor, pa така i to. Znači, ne, to ne je. Međutim, eto interesan čovjek. Od 29 luge spasил сега, за сега столе Парис нема спасено ни еден. Зошто? Зато што ни еден не скокнал. Инако ако скокнал, може би и ќе го спасил. Ама ако идете за Белград и ако ви ова е интересно, човек го се вика Ренато Грбич и има мост под Панчевач, има ресторан под Панчевачкиот мост. Или со јазикот на Заев има мост под Панчевачкиот ресторан. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ajde, probajte, ne gi slušajte emisijite na Milenko Nedeljkovski na Radio Slobodna Makedonija. Go ahead. Make my day. Na kraju na emisijata ve podsjetam na dve mudrosti, staroskopske mudrosti. Goras Rosoklija me podsjeti na jedan Facebook post. Međutim, mislim дека грешка пишува дека е тоа на дебармалците. Практично дебармало е нешто што подоцна е создадено. Претходно тоа се викаше Општина Идадија. А Општина Идадија е нешто што е сега Буњаковец, што е дебармало и што е дел од Карпош 1, па и малку вамо на кај центар. И тија, инаку дебармало, да нема забуна, го има добиено името затоа што тамо се доселиле луѓе од Дебар. Значи не се тоа некој така стари скопјани се со ограничена старост. И велам овие од Општина Идадија имаат две силни мудрости во врска со животот. Првата кажува: учи, значи оди на факултет, гимназија и така натаму, учи тој што не знае. И втората мудрост е: се бања тој што е прљав. Така да една цела група луѓе во центарот на градот живеат со својата филозофија дека нема потреба да учат, тоти све знаат, а и нема потреба се бањаат, тоти не се прљави. Така да нас не има секакви, ги има и такви, тие си се сметаат за ако не учат и ако не се бањаат, дека се нешто многу од центар. Не сум многу согласува со тоа, меѓутоа морам да признам дека вака звучи симпатично. Учи тој што не знае, се бања тој што е прљав. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.